Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска во Макстил, Скопје, во присуство на раководството на Министерството за внатрешни работи, министерот за правда професорот Никола Тупанчевски, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот господинот Асани, директорката на Царинската управа господја Кутирова, заменик директорот на Бирото за јавна безбедност Асани, председателот на Кривичниот суд Джолев, републичкиот јавен обвинител господинот Јовески, шефот на Скопското јавно обвинителство Бубевски, председателот на Собраниската комисија за одбрана и безбедност Талевски, како и полициски аташеја и гости од соседството, беа уништени околу 10 тона различни видови на наркотични дроги, одземени до август 2022 година, по основ на правосилни судски одлуки донесени по завршени кривични постапки, како и врз основа на судски решенија за нивно ништење. Станува збор за уништени повеќе од 8,2 тона марихуана, потоа околу 100 килограми хероин, хашиш и кокаин, над 1000 растенија, семки од канабис, како и 1,2 милиони парчиња психотропни супстанци, што представува најголемо уништено количество запленета дрога досега, која на црниот пазар би достигнала според проценки за некаде вкупна вредност од 26 милиони евра. Уништувањето на дрогата е реализирано во соработка со Министерството за внатрешни работи, Државната комисија за уништување на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, Агенцијата за управување со одземен имот, јавното обвинителство и судството, а во оваа прилика сакам посебно да изразам благодарност до раководството на Макстил Скопје, што изрази подготвеност заеднички да ја реализираме целата оваа активност и јавно да ги демонстрираме резултатите на Министерството за внатрешни работи и институциите кои што се надлежни за спроведувањето на законот, со што уште еднаш ја покажа својата определба за реализација на општествено одговорни практики во државата. Како министер за внатрешни работи, со посебно задоволство ќе нагласам дека оваа досега најголема количина на уништена дрога е резултат на бројните оперативни акции и континуирани активности кои што како МВР ги спроведуваме во изминатите неколку години со цел спречување на нелегалната трговија со дрога и прекурсори, а во насока на ова говори и фактот што само во периодот јануари-јули 2022 година, како резултат на овие активности, беше запленета дрога во вредност од 205,5 милиони евра, која ќе биде следна за уништување по завршување на законските постапки, при што се сузбиени 9 организирани криминални групи и спречени 7 меѓународни транспорти на дрога. Бројките говорат за сериозниот успех во борбата со недозволената трговија со дрога, за која ова раководство на МВР заедно со јавното обвинителство и отсутството од почетокот на својот мандат заземаме безкомпромисен став, за што постојано и соодветно информираме јавноста на транспарентен начин, како во делот на откривањето и санкционирањето на ваквите појави, така и во делот на уништувањето на дрогата, како што е и овој денешен чин. Министерството за внатрешни работи, односно сите организациони единици, надлежни за сузбивање на недозволената трговија со дрога, продолжуваат со реализација на овој наш врвен приоритет на брз, координиран и ефикасен начин да ја сузбиеме оваа опасна девијантна појава за која нема место во општеството кое го градиме заеднички со нашите граѓани. Посебна благодарност на сите колеги кои што работат во овој одел на Крим полиција и одел за организиран криминал и секојдневно работат на сузбивање на трговијата со дрога, на јавното обвинителство, на судството, на Агенцијата за одземен имот и секако голема благодарност и на вас медиумите и сите медиумски работници кои што во целост не поддржувате и
едноставно работиме сите заеднички за дигање на јавната свест и за борбата против генерално организираниот криминал и трговијата со дрога. И благодарам.